Стопанствениците очекуваат позитивен епилог и решавање на проблемите кои што ги имаат балканските транспортери, кои што треба да возат низ Европа. Од регионалната стопанска комора од Прилеп вела дека овој прв штрајк бил најавен и тие биле подготвени за истиот, со што не претрпеле никакви штети. Но доколку не се реши овој проблем, тоа би значило крах за државата, која што во такви услови, според бизнисмените, би издржала не повеќе од 1 месец. Превозот е една од клучните алки во делот на производството. Ние сме увозно зависна држава и голем дел од репроматеријалите ги набавуваме од надвор. Така да ако не можеме да добиеме репроматеријал за да го оствариме нашето производство, во тој дел сметаме дека ќе застани самото производство или самото индустријско производство во Македонија. Доколку ние го запреме извозот, самите себе си правиме многу негативни реперкусии од многу аспекти. Извозот е основен приход. Меѓутоа, од друга страна, не смееме да заборавиме дека во реализацијата на сиот тој извоз, независно дали се работи за услуги или за производи, конкретно кај производите, транспортната индустрија има очигледно многу битно и клучно пражање во реализација на тој цел екосистем. Доколку остане нерешен проблемот, освен Македонија и балканските држави, штета ќе има и самата Европа. Токму затоа, ваквата ситуација не му одговарала никому. Исто така, дел од набавките кои ги прават не само и по основа на репроматеријали, туку и на готов производ, на поевтин готов производ, Европската унија ќе има проблем во делот на доставата во нивните маркети, во нивните производи. Нашите производи се продаваат на сите континенти. Географски стратешката наша позиција каде што сме поставени е една од најголемите предности и не верувам дека Европа би ги довела своите компании во таква неповолна ситуација, пошто сепак да не забораваме дека во нашата земја имаме многу еминентни странски инвестиции кои што произведуваат репроматеријали или соодветни делови за автомобилската индустрија и сигурно дека сопирањето на извозот не е едно од решенијата, дефинитивно никако. Сите се надеваат дека превозниците ќе добијат статус како што имаат авиопревозниците и железничкиот транспорт.